Повеќе стечени работници денеска пред основниот суд во Велес запрашаа зошто не им се исплатени придонесите за ПИОМ, поради кои не можат да добијат стечаен надоместок. Најголем дел од нив се поранешни вработени во Лозар, а има и такви кои за само неколку дена, кои недостасуваат од работниот стаж, не можат да земат оштета. Документите ќе достави до бирото за социјално, сум одбиен за 3 дена. Одам во социјално, ми наоѓаат уште 8 дена. Па назад во бирото, значи конечно зафатено стажот недоплатен од државата, да речам, или па од фирмата, не е битно кој е, таа не нафлегувам во тоа. И сега да не можам да земам надоместок ја како и колегите што сум работел за 3 дена. Не можам да земам приведејќи 21 година ми се платени само, а немам стаж платено скоро 10 години. Ги повикувам сите од градежно предпријатие Бетон, кои немат платено како мене исто. Стаж 10 години нема платен. Утре ќе има пенсија. На што личи во? Ние ќе бидеме оштетени многу. А за ова што е за Стешев, секој нека си го бара правото и ние и ја ќе го барам во. Од 2005 да ми сипат сите пари. Иначе не ги оставам така поради што сум го имал правото ја. Поради правните и административни проблеми, дел од некогашните 1150 работени во Лозар не може да го остварат правото на месечен стечаен надоместок. Поради ова реагираат и Сдруженијето на стечајци и Страф. Каде е скриена стечена маса вредна преко 15 милиона евра? Каде е систем за наводнување? Каде е винарска визба? Каде се продавниците? Каде е земјоделско земјиште 1600 хектара кое е собственост на вработените? Каде е тој имот? Зошто не е паричен? Зошто стечениот совет на судии дозволува на стечените управници да отворат стечена постапка по член 26? Според Крстик, кога Лозар заминал во стечајна ликвидација, оштетени биле преку 300 работници, од нив 10 се досега починати, 50 заминала во пензија, а со последниот закон според него, преку 120 стечајци треба да бидат обештетени.